Сакаме да ги информираме граѓаните дека општина Карпош е прва општина во Република Македонија која што електронски се приближува до граѓаните. Овој проект го работиме согласно Законот за електронско управување и практично секој граѓанин ќе може од било кое место во земјава или во светот да аплицира за одредени потреби или за издавање на одредени документи до општината Карпош. Ние веќе воведовме електронски подпис во општината, со тоа што граѓанинот и во секој момент ќе може да види неговиот предмет до каде е стасан, односно во која фаза на обработка е, дали е тој распореден, дали односно одговорното лице го има прегледано тој документ, дали е потоа на преглед кај раководителот на одделение, раководител на сектори, дали чека за подпис кај градоначалникот и документот што ќе биде издаден ќе биде валиден бидејќи е подпишан со електронски подпис. Сакам да кажам дека ваквите апликации и ваквите можности стојат 24 часа во текот на денот на располагање и она што е многу битно, дури и граѓаните и останати документи дополнителни што ќе треба да достават до нас, доколку се и тие во ваква електронска форма и со електронски подпис подпишени, и тие ќе бидат валидни, така да граѓаниното воопшто нема да има потреба да доаѓа во општината и да доаѓа на архива и по шелтерите на локалната самоуправа. За сите оние граѓани кои што немаат дома компјутери и кои што, да речеме, немаат вештини за работење со компјутери, особено ова се однесува на постарите граѓани во нашата општина, истите ќе можат да отидат до местната заедница. Ние за сите 14 местни заедници имаме секретари на местни заедници, имаме служби, ќе може да дојдат кај нив да го поднесат барањето и кај нив да го добијат одговорот на барањето, односно да добијат валиден документ кој што треба да го добијат од локалната самоуправа, исто како да биле на шалтер. Со ова општина Карпош дефинитивно се спушта и во домовите на граѓаните и најблиску до граѓаните, затоа што местните заедници се тие локални пипци кои што се најблиску до граѓанството. Значи граѓаните нема потреба по жештините или зимуска по ладно или по дождови, по снегови да доаѓаат до општината, туку можат сите своји потреби да ги обават во местните заедници или пак од дома од оние кои што се вешти електронски ќе може да аплицираат до локалната самоуправа. Со тоа што тие истите ќе мора да имаат своја лозинка, свој пасворд, кои што ќе бидат идентифицирани од нашиот веб портал и потоа нормално дека ќе можат слободно да комуницираат со нашиот електронски сервис. Ова е прво барање што ние практично го правиме. И честитам министрот.